ми причинува особено задоволство што ја имам можност во рамките на еден ваков амбиент да го раскрилиме зборот и да ги оддиплиме одделни аспекти на библиотеката како темел на писменоста, особено во една ваква пригода во која што во нашите припомнувања се воздигнува помислата и присетот и усетот за еден од големите македонски великани на современата македонска литература за деца воопшто, Видое Подгорец. Морам да искажам задоволство и да упатам искрени пофалби кон просветно дело кое во последно време, иако тоа одамнина му стои како составен дел на неговата професионална, да речам, формулираност или формат, што станува моторна енергија и една влечна сила, мотивирачка енергија во поттикнување на спознанијата и на возобнова и проширување на нашите сознани хоризонти во делот на повеќе културолошки аспекти. Овој пат имавме можности на сајмот за книга да го проследиме тоа, но овој пат еве навистина можности нешто повеќе околу библиотеките преку ова советување и она што следствено утре и задутре ќе се збиднува во Струмица, деновите под јаворите во огништето на творечкото огниште на Видое Подгорец. Да искажам уште збор два почитание кон великанот Подгорец, со кога имав можности да соработувам, кој ми беше некаде 90-тите години промотор на мојата втора книга Чемерни синори, едновремено и рецензент, и што имав можноста да бидам во оснивањето на оваа манифестација, значи назад 17 на години, заедно со мноштво негови почитувачи, вклучително доаенот на современата македонска литература за деца Киро Донев, тука го заблежувам колегата Котев и мноштво бројни други кои што навистина дадоа значаен придонес за втемелување на манифестацијата. Сосема друга работа, не небитна, премногу битна е сензибилитетот и сенсот на нашата општествена заедница дали имаше усет да го поддржи востановувањето, втемелувањето и живењето на оваа манифестација. И мислам дека навистина конечно еве во Колешино, во Струмичко и во рамките на македонската книжевна мапа се возобновува големото дело и виделината и творечката светлина на Видое Подгорец. Прашањето околу библиотеките, нели како што е насловена оваа денешна наша средба, библиотеката темел на писменоста, може да се наблюдува од различни аспекти. Она за кое што говореше професор доктор Виолета Мартиновска и почитуваниот колега професор доктор Кирил Барбареев се значајни аспекти и кои дадоа само одделни координати на нашата промисла и размисла, не само за суштественоста на библиотеките во општествените текови, туку воопшто за нивното ново ремоделирање и вклучување во современите текови. Нема да бидам ни прв, ни последен, кој кај себе има одделни исклучително значајни податоци, за кои што еве слушнавме пред малку, нели, и од професорката Мартиновска за едно дамно времено и овие нови текови што ни ги приложи колегата Барбареев. Знаете, ние сме вредностни посветеници, подареници на библиотеката. Јас имав можноста по моето дипломирање да бидам 4 години директор на една библиотека во натрешност, така што и во мојот крвоток струи флуидот на библиотекарството. Си приспомнувам како студент кога ги проучувавме големите великани од светската литература, но вклучително и големите дејци и филозофи, како најзначаен атрибут во нивната биографија беше назнаката дека тој работел или бил библиотекар во таа и таа институција, оддел. Тоа ни причинуваше помисла, воскреваше во нас чувство, ќе се бидели, ќе довтасаме ли ние таа блажена мисионерска професија. И еве, она што беше посочувано сега за библиотекарот и неговата позиција. Колегата Барбареев говореше за некои аспекти кои што се, наречам, во овој дел значајни во овој дел. Јас имав можности да заправо моите патувања по некои од библиотеките, вклучително доминантно еве во московските библиотеки, престојувајќи во повеќе наврати на Ломоносов, да ја видам и централната, но и придружните библиотеки, светилишта.
прави светилишта, кои што не само тие и оние за кои што говореше колегата Барбареев. Во зачекор на новите предизвици на современото библиотекарство, јас изложив заедно со Ксенија, се разбира, само неколку назнаки за новите футуристички библиотеки. Тоа се прикази, се разбира, извлечени од електронските медиуми за Кина, каде што во опции се новите модалитети кои што го надминуваат времето, бидејќи библиотеката треба да живее пред времето и во тој дух треба да функционира. Уште еден раритетен податок за тоа што, иако нам не е сосема познато, што значи библиотеката, јас во мојот пообсежен материјал кој на почетокот го имав скицирано за денес, но еве сосема упатно Ксенија даде една нова реформулација на денешната средба, наместо воведено да биде извесен рекапитулар на некои нешта, да назначам дека библиотеката е духовно творечко светилиште. Еден запис укажува: библиотеките покрај нивната мирновремена важност представуваат и клучна цел на големите светски походи. Неретко библиотеките уште од времето на Стар Рим биле дури и воен плен. Така, една од првите библиотеки која како воен плен била донесена во Рим била и библиотеката која војсководачот Емилио Пауло по победата во една битка во 168 година пред нашата ера ја зема како воен плен. Погледайте, значи, тој ја смета за клучна света работа и дека таа треба да биде најголемиот воен плен. Денес сме на бројни крстопати. Ние сите знаеме, јас правам една временска паралела кога бев директор, кога беа библиотеките класични 80-тите години, иако некои од овие назнаки се обидувавме и ние да анимираме, да ги направиме со некоја мултимедијална програма. Но денес, во пресред на библиотеките на нивното ново редизајнирање или реформулирање, се големи предизвици. Надофатни се потребите да се чекори со времето, а времето чекори со исклучително брзо зачекорување и дури на моменти си поставуваме прашање во кој контекст ќе се издвижиме понатаму. Од тука на современото библиотекарство му се потребни образовани кадри кои што ќе се носат со предизвиците кои што ги налага и времето, но се надевам и светските процеси во кои што библиотеките и библиотекарството се неразделен дел. Во таа смисла сакам само да ве поздравам и во оваа пригода како соорганизатори заедно со уважената издавачка и просветителска куќа Просветно дело од име на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, од име на Институтот за библиотекарство чиј раководител сум и од име на оние мноштво други плејада други почитувачи кои што денешната средба ја имаат веќе вмрежено во својата меморија дека во Струмица се организира една ваква средба. Верувам дека вие сте во дослух со промените и потребите на постојано иновирање на вашите сознанија од библиотекарството. Во овој современ поход кој ние сами со задоволство го преобразуваме од онаа класична матрица на библиотеки, давајќи сега еден нов, свеж, виорен поход и потфат кон новите трендови, современиот кадар, современо образованиот кадар е исклучително значаен. На Педагошкиот факултет Институтот ваков кадар веќе произведува или анимира шеста, веќе надофате седмата генерација. До сега имаме дипломирано околу 60 на библиотекари. Имаме информации дека еден наш библиотекар работи во една од лондонските библиотеки, респектно уважен. Ние сме свесни дека и нам, како и на библиотеките, ни се потребни нови, иновирани студиски планови и програми. Иако тие што ги имаме се во рамниште и во паралела, во една синхронизација со поголемите центри во Европа и институтите за библиотекарство. Но катадневни се промените и новите зрења и врвежи во нагорна линија. Во таа смисла се и интенциите на Педагошкиот факултет, заправо на Институтот за библиотекарство. Зготмени сме да уважиме одделни забелешки кои што се продуктивни, што ќе ни ги упатите и денес и во било која друга пригода, бидејќи Институтот
институтот постои за библиотеките, а библиотеките се огништето во кое што плодиштето на професијата на едните библиотекари ќе се анимира во една ефективна функција. Од тука ние сме зготвени за една кооперативност, иако знаеме дека вам надофатви се и други отворени можности за едукација, да ве поканам за непосредно вклучување во формите на едукација што ги организира Педагошкиот факултет во Скопје во рамките на студиите за библиотекарство, директно нели од прв циклус, но имаме еден нов модел сега на дооформување на образованието на профили кои што имаат претходно завршено одделни други аспекти студии со докомплетирање на еден избор на диференцијални предмети да се заокружи статусот и студиумот по библиотекарство. Нашите зготвености ви ги депонираме и денес, како и во бројни други пригоди. Во една заедничка спрега ќе функционираме и понатаму во вакви обстојувања и само така ќе можеме заеднички да му возвратиме на повикот како наш творечки усет, мисионерски возглас на предизвиците на современото време. Ви благодарам.